Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на делот содржините кои ќе следат. Со 10.000 американски долари ќе биде награден најиновативниот проект за јакнење на урбаната отпорност од се поголемото влијание на климатските промени и загадувањето. Променливото време ги наполни лекарските ординации. Временските осцилации најмногу ги чувствуваат лицата со проблеми во крвниот притисок. Бројот на превачења од септември во Делчево и Пехчево ќе биде за 20% помало од очекуваниот. Причината за ваквата состојба е иселувањето во Скопје и европските земји. Започнуваме со конкретната политичка состојба во државата и најновите вести за предвидените парламентарни избори. Од Управниот суд потврдија тужбата на тужителот Народно движење за Македонија Скопје преку овластен предлагач Гоце Делчев Тодев, изјавена против решението на Државната изборна комисија, се одбива како неоснована. ДИК која ги отфрли нивните изборни листи како нецелосни, а во одлуките на Управниот суд стои дека утврдено 6 кандидати на Народното движење за Македонија не биле дел од избирачкиот список. Со одбивањето на Народното движење за Македонија, ВМРО-ДПМНЕ со својата коалицијска листа останува единствен избор на гласачките ливчиња за предвремените парламентарни избори на 5 јуни. Климатските промени имаат силно влијание врз здравјето на луѓето. Минатата ноќ во Штипската итна медицинска помош над 40 лица побарале помош. Најбројни се пациентите кои имаат проблем со крвниот притисок. Неповолните временски варијации лошо влијаат врз здравјето на луѓето. Статистички секој четврти од 10 возрастни имаат повисок крвен притисок, што често не се дијагностицира на време. Само во едно деноноќие во итната медицинска помош во Штип помош побарале над 40 пациенти со покачен крвен притисок. Овие временски осцилации делуваат неповолно на пациентите. Пред се имам највише пациенти со хипертензија статистички и они највише страдаат од овие временски прилики, промена на времето и така. Па да ви кажеме, едно 60% до 70% од пациентите се со хипертензија. И тоа се луѓе во средни години, околу 50 години, некои постари. Лошо. Лошо. Времето е стварно за никаде. Јас одидов влијае на притисок, на нервоза, на се влијае, на здравјето, на целокупното здравје влијае. Да, варира, горе, доле. Инфаркт мери го 175 најсо 90. Да. Там мерија, не знам колку има, колку нема, не може да ти кажа. Здравите ставови, намален внес на сол, зголемена физичка активност, намален внес на алкохол и престанок на пушење можат да помогнат во борбата со хипертензијата. Лекарите советуваат како да се заштитат граѓаните кои имаат постојано висок крвен притисок, а како оние кои страдаат од низок притисок. Повеќе проблеми има со висока тензија. И тоа доваѓаат пациенти со тензија која е преку 200, со 130, 250, 170, а пациент кој има ниска тензија, пред се да кажам дека пациенти кои со висока тензија имат поголем ризик од мозочен удар, од срцев удар, од многу други работи, а пациенти со нисок притисок се помалку опасни, така дека ние им викаме дека во шала им викаме дека пациент со низок притисок повеќе живее. Инаку денес Македонија го одбележува денот на хипертензијата и има цел да ја подигне јавната свесност за хипертензијата и поттикнувањето на граѓаните за превенција и контрола на овој тивок убиец. Со 10.000 американски долари ќе биде награден најиновативниот проект за јакнење на урбаната отпорност од се поголемото влијание на климатските промени и загадувањето. Отворен е конкурсот за граѓаните, компаниите и здруженијата за иновации во намалување на штетните влијанија од климатските промени.
Иако имавме предзнак дека годинава ќе биде најтопла, се случи спротивното. Веќе на Балканот падна и мајскиот снег, па поради падот на температурите останува да видиме дали ќе ни изненади нас. Според ваквите ненадејни промени, започна иницијативата под мотото "Од тебе зависи", со цел граѓаните да се вклучат со иновативни идеи за борба против климатските промени и зголемувањето на урбаната отпорност. Сакаме идеите кои ќе пристигнат на нашата адреса да ја зголемат урбаната отпорност на нашите градови и да ги намалат последиците од климатските промени. Очекуваме најразлични идеи, секако идеи што се можни да се решат во Македонија, што се доволно иновативни и идеи што можат да придонесат во голема мера за, како што кажав, намалување на последиците од климатските промени. Борба против климатските промени, намалување на загадувањето, заштита на зелените површини и намалување на цврстиот отпад е најиновативната идеја која ќе биде наградена со грант од 10.000 американски долари. Предизвикот е објавено од страна на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави во партнерство со Шведска. Во училиштата во Делчево и Пехчево, според матичната евиденција, учебната 2016-2017 година треба да се запишат околу 360 првачиња, но реалниот број на најмали ученици од септември ќе биде за 20% помало од очекуваниот. Причина за ваквата состојба е селувањето во Скопје и европските земји. Започнаа уписите за првооделенчиња во училиштата од крајниот исток. Од 190 деца родени во 2010 година, делчевските училишта годинава ќе запишат едва 130 првачиња. Останатите ќе учат во училиштата во Италија, Германија, Швајцарија. Според податоците што ги добивме од Министерството за внатрешни работи, има 192 ученика кои се школски обврзници и тие се родени во 2010 година. На нашиот регион планираме да запишеме околу 70 и нешто ученика. Очекуваме дека се иселени 20 и нешто ученици. Во подрачните училиште во селото Цвегор имаме 6 ученика, во селото Габрово оваа година нема ученик за првооделение. Според списокот од матичната служба во градот Делчево за реонот на основното училиште Свети Климент Охридски има 59 ученика. Меѓутоа нашето училиште оваа година ќе запише 43 затоа што 16 од тие 59 се иселени во странство и тоа претежно во Италија, во Германија, во Швајцарија и 2 ученика во Америка. За подрачните училишта матичната служба има бројка од 26. Тоа се подрачните училишта во село Стамер, село Град, село Вирче, село Тработивиште и село Разловци. Меѓутоа 10 од тие се иселени, па во овие подрачни училишта оваа учебна година ќе запишеме само 16 ученика. Дечињата радосни што од септември за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Андреа. И што ќе научиш на училиште? Да цртам, да бојам, да учи бројки, букви. Ти сакаш да одиш на училиште? Да. Што ќе научиш тоа? Да мора да пишеш. Кој училиште? Во Ванче Преки. Повеќе сакаш да си играш или да учиш? Да учи. Ти кажи ми како се викаш? Марко. Што сакаш да учиш? Букви, бројки. Браво. И што ќе научиш? Букви, бројки. Браво. Ти сакаш ли да одиш на училиште? Да. И што ќе научиш? Сакам да чита. Кажи ми како се викаш? Петар. Ти што ќе научиш во училиште? Бројки. А сакаш ли да учиш? Да. Да, браво. Кажи како се викаш? Нико. Ти што ќе научиш? Букви и бројки. Во основното општинско училиште Ванчо Китанов во Пехчево, по список од матичната служба планирани за упис се 48 првачиња, но и таму реалната бројка на запишани ученици ќе биде помал за околу 10 на деца. Во основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово, родени деца 2010 година се 61 во градот и 36 во подрачните училишта, но и таму од училиштето очекуваат оваа бројка да биде за 20% помала поради семено иселување во Скопје и во земјите од Европа. Во основното училиште Никола Петров Русински во село Русиново, училиштето очекува да запише околу 20 првачиња.
Меморандум за соработка подпишаа Универзитетот Гоце Делчев и општина Гази Баба. Универзитетот работи на стратегија за развој на туризмот на Скопската општина. Соработката на општините со универзитетот ги прави подостапни европските фондови. Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе изработува стратегијата за развој на туризмот на скопската населба Гази Баба. На овој начин туристите кои го посетуваат Скопје ќе имаат можност да се запознаат со богатата туристичка понуда и карактеристичните локалитети со кои располага оваа општина. Ова за студентите представува можност своето теоретско знаење да го преточат и практично. Кој се вклучува во конкретна активност, тоа е изработка на стратегијата за туризам на општина Гази Баба, темелен документ во делот на промоцијата на оваа општина, темелен документ во привлекувањето на странски гости, на она што значи развој на општината, она што значи подобро за граѓаните на таа општина. Јас се надевам дека градоначалникот ќе искористи оваа прекрасна можност за соработка со универзитетот која е обострана, односно е взаемна во секој случај, не е само иницијатива наша или нивна, него взаемна во делот на промоцијата на знаењето, во промоцијата она што значи универзитет отворен од секој тип за сите граѓани, независно од која општина би дошле до Република Македонија. Изработката на студијата за туризам е само еден од низата проекти кои ќе се реализираат во заемна соработка со општина Гази Баба и Универзитетот Гоце Делчев. Верувам дека во иднина ќе реализираме проекти во заеднички интерес заедно со студентите, од делот на иновациите, можноста за поддршка на бизнисите, голем број на проекти што верувам дека во иднина ќе бидат, како што напоменав, во интерес на жителите на општина Гази Баба, на студентите кои што студираат на овој универзитет и со тоа ќе покажеме и ќе дадеме пример дека само со заеднички активности можеме да работиме на реализирање на проекти со заеднички интерес. За таа цел Универзитетот Гоце Делчев подпиша меморандум за соработка со општина Гази Баба, каде се лоцирани повеќе факултети на Штипскиот универзитет, меѓу кои факултетот за туризам. Едни од најчестите насилства врз жените се демнењето и принудените бракови. Токму ваквите и други форми на насилство беа главна тема на разговор на работилниците кои ги организираше фондацијата Елена Лука со средношколците од источниот регион. Демнење и принудени бракови. Ова се едни од најчестите насилства врз жените кои се опфатени со Конвенцијата на Советот на Европа, а чиј потписник, иако се уште не ја ратификувала оваа конвенција, е и Република Македонија, која ги прифаќа основните начела на така наречената Истанбулска конвенција, која пак има за цел напредување на целиот систем на заштита на жртвите и гонење на сторителите. Значи, конвенцијата како таков документ Советот на Европа го има донесено, препознава дека за жал сите овие жртви на сите овие форми на насилство се жените и нејзината ратификација во државата ќе значи напредување на целиот систем на заштита на жртвите и гонење на сторителите. По-конкретно, значи бесплатни SOS линии, зголемен број на кризни центри за жртви на насилство, развивање на сеопфатни политики, значи легислатива, советувалиста за жртви и за сторители, исто така центри за жртви на сексуално насилство и најважно зголемување на бројот на засолништа кои што во моментов се проценува дека не е доволно постојат на територијата на Република Македонија. Со ваквите и слични форми на насилство, фондацијата Елена Лука преку работилници ги запозна и учениците од Берово и Пехчево. Присуството на учениците беше одлично оценето, исто така и нивниот интерес за темите кои што ги обработувавме. Денешната средба беше на тема спречување на родово базирано насилство. Учениците имаа можност да се запознаат со формите на родово базираното насилство. Значи не само она за кое што насилство кај нас најчесто се говори психичко, физичко, сексуално, економско, меѓутоа и други форми на насилство. Со последната работилница одржана во Пехчево практично заврши и циклусот на предавање на оваа фондација, која заради успешно спроведените едукативни активности веќе има покана за нови работилници во наредниот период. Во Кочанско во тека испитувањето на крвта на овците и козите како би се утврдило дали има заболена стока од бруцелоза. Се работи за годишна програма за здравствена заштита на стоката на територијата на општина Кочани, со која ќе се утврди дали има заболена стока.
Минатата година во Кочанско не е регистриран ниту еден случај на бруцелоза кај стоката, информираат од ветеринарната амбуланта Ветмет од Кочани, врз основа на проверката на терен со испитување крв кај овците и козите. Тоа се должи на континуираните акции за испитување на крвта кај стоката и евиденција и вакцинација на подмладокот на стоката против оваа болест, како и одличната соработка со сточарите, вели доктор Ѓорѓе Атанасов, доктор по ветеринарна медицина. Доктор Атанасов информира дека годишното вадење крв за проверка на бруцелозата кај стоката, која секоја година започнуваше во март, годинава започна од средината на мај. Предходните резултати не покажуваат знаци на болеста во општина Кочани. Некаде бројката околу 4-5 илјади грлановци на кози, меѓутоа бројката ќе биде крајна кога ќе заврши акцијата. Значи тогаш ќе се знае која ќе биде вистинската бројка. Станува збор за заразно заболување, зооноза, значи болест која што е карактеристична и за животните, меѓутоа боледуваат и луѓето. Симптомите на бруцелозата се јавуваат кај гравидните, кај бремените овци и кози, најчесто се сретнува абортусот, значи превременото раѓање на плодовите. Доктор Атанасов апелира до сите одгледувачи на овци и кози што побрзо да се обратат до ветеринарните амбуланти, за да се договори термин за вадење крв за испитување на болеста. Стручните екипи на ветеринарната станица и амбулантите деновиве започнаа и со годишниот попис на овци и кози за 2016 година во поширокиот Кочански регион. Инаку, акцијата за испитување на крв кај стоката за утврдување на бруцелозата е согласно зацртаната програма за превенција на стоката во земјава, која ќе трае до 2020 година, кога и треба да се утврди дали оваа болест целосно е искорената кај стоката. Сточарите во Штипско се незадоволни од откупната цена на млекото и понатаму се соочуваат со недостиг на овчари и кравари, кои годинава планираат да ги ангажираат дури од Албанија. Лоши денови за млекопроизводителите. Цената и на овчото и на кравјото млеко оди надолу. Никој не знае зошто се случува овој ценовен дисбаланс, поради што млекото станува поевтино од шише минерална вода. Цената на млекото е ниска и се уште паѓа надоле, значи. Секој месец ни нови цени. Под договорите тамо што да не речам принудуваат не да ги подпишеме, оти нема дека да ги дадат да го даваме млекото, веќе секој месец паѓаме од 40 динара па 38, сега на 36 очекуваме и доле да идеме, значи. Ја давам 18 литра, ама ти ще дава по 20 литра, 15, 16 динара. 16? Да. А колку беше пора? До 20 идеше. Сега не се исплачува ова? Абе, како се исплача? Не се исплача, бе, ефтина. Храната е поскапа него млекото. Млекото е премногу. Водата е нула. Од друга страна, во последниве години се бележи осипување на добиточниот фонд, зашто има повеќе причини, меѓу другото и поради тоа што нема кој да се занимава со оваа трудоинтензивна дејност. Нема млад свет, тоа се е у град. Едно време излежаа ги млади викат куче касапско, овчарско не бива вика. Покрај ова, сосема се изострува и проблемот со ангажирањето на овчари. Субвенциите за тутун кои ги издвојува државата придонесоа многумина овчари од јуричките села да ги напуштат стадата, со што собствениците на овчарски фарми сега се обидуваат да увезат овчари од соседна Албанија. Пробаме нешто со Албанија, тамо некои улават луѓе по 3 месеца, па после имат забрани, па не можат да се вратат натака, не ги пуштат на таквото на границата. Има си некои законски процедури тамо. Па ако може на некој начин тие луѓе да се ослободат или да добијат работни визи, како да најдеме работни визи, да може да доведеме некои луѓе да работат. Сето ова, доколку не се промени, уште повеќе ќе влијае врз намалувањето на интересот, но и на тамошното осипување на ситниот и крупен добиток, со што ќе се намалат и вкупните количества на млеко и млечни производи. Јавното предпријатие Исар Штип започна со обнова на водоводната и канализацијската мрежа на горниот дел од улицата Вардарска. Инвестицијата вредна 40.000 евра средства од општината и јавното предпријатие ќе ги реши долгогодишните проблеми на жителите на оваа улица. Асфалтирањето што ќе следи ќе значи надминување на голем сообраќаен проблем на градот. Наредните денови се планира поставување на околу 400 метри водоводна и исто толку канализацијска мрежа, а ќе се реши и проблемот со канализирање на атмосферските води.
Реконструкција на римско погребување од 2 до 3 век на археолошкиот локалитет Коколов Рид и изложба на слики од универзитетскиот професор по археологија Бошко Ангеловски се настаните со кои музеот Теракота во Виница утре ќе го одбележи Светскиот ден на музеите. Секоја година Светскиот ден на музеите повод за проширување и збогатување на содржините во Виничкиот музеј Теракота. Утре вечер, како надградба на постоечката поставка, ќе биде реконструкција на погребување од римско време на локалитетот Коколов Рид, кој е предмет на истражување последните неколку години. Едниот настане од областта на археологијата, реконструкција на гроб кремација од археолошкиот локалитет Коколов Рид. Значи имаме изготвено една витрина, нова витрина, која што е на дополнување на нашиот музеј. Во неа се изложени 17 предмети од едно погребување од римскиот период, од 2-3 век нашата ера. Значи имаме една интересна ситуација со една поголема чинија со која беа поклопени кремираните коски на покојникот преку денот едукативни работилници со ученици. Ова е значи од областта на археологијата. Овој настан ќе почне во 20 часот и 30 минути во музејот Теракота Виница. Музејската ноќ во Виница ќе промовира и дела од авторот, инаку универзитетски професор од областта на археологијата Бошко Ангеловски, кој пред виничани ќе прикаже 15 дела од неговиот сликарски опус сумирани во изложба под наслов Разоткривање. Изложбата ќе биде отворена во галеријата Венеција утре вечер. Овој настан музеот Теракота го одбележува со поддршка на Музеот на Македонија и општина Виница. По издавањето на Гол човек, упатство за антиалкохоличари, приказни од Македонија и облечен човек Игор Джамбазов го промовира неговото најново дело Умрен човек. Промоцијата во Штип се планира утре во 19 часот во Дом на млади. Оваа книга ќе биде промовирана од страна на Марија Манева и на книгата ќе имаме можност да слушнеме сето она што Игор има да го каже во врска со оваа книга, која е негова трета поред и оваа книга е всушност прва негова книга која што не се заснувува на факти од неговиот живот, туку е фикција, тоест негова фантазија. По интернет кружи снимка објавена во саботата на канал Близок на курдските бунтовници. На снимката се гледа курдски борец како држи ракетен фрлач наменет токму за соборување на непријателски летала. Од далечината може да се види хеликоптер, а најверојатно станува збор за турскиот хеликоптер AX-1B Супер Кобра. Курдскиот бунтовник нишани со својот фрлач на проектили земја, воздух и број. Камуфлираниот бунтовник неколку секунди брои нишани, а потоа станува и пука. На снимката се гледа проектил што лета во воздух и го соборува турскиот хеликоптер кој паѓа во пламен. Не се знае точно каде се случил овој инцидент, но најверојатно се случил некаде во јужниот дел на Турција, каде што со месеци трае бунтот на курдите под водството на Курдската работничка партија. Минатата среда стапи на сила забраната на носење бурки во Бугарија, а денеска изречена првата казна. Се работи за жена на возраст од 30 години од ромското мало Исток во Пазарџик. Според одлуката на општинските советници, глобата за прв ваков прекршок е 300 лева, а за секој нареден ќе се плаќаат по 1000 лева. Полициска патрола ја казнила жената на крстосница во населбата Исток. Бурката е забранета во Пазарџик, Стара Загора, а за истата мерка размислуваат повеќе општини во земјата. Републиканскиот кандидат за претседателските избори во САД Доналд Трамп предупреди на можен напад сличен на оној од 11 септември 2001 година, кој според него ќе го предводат бегалци кои влегуваат во Америка со мобилни телефони финансирани од Исламска држава, пишува денеска британскиот весник Independent. Одговарајќи на прашање во една радиоемисија дали на американците им е потребен напад од големи размери на територијата на САД за да се освестат во врска со безбедноста на границите, Трамп истакна дека ќе се случуваат многу лоши работи. Ќе има напади за кои нема да веруват, кои ќе бидат извршени од луѓе кои доаѓаат во нашата земја. Бегалци влегуваат во САД, немаат пари, а имаат мобилни телефони. Кој ги плаќа нивните месечни сметки? Имаат телефони со знамење на Исламска држава, нагласи републиканскиот претседателски кандидат.
Шкендија за прв пат го освои националниот куп на Македонија, откако во финалето го победи Работнички со 2:0. Романтичарите не успеа да дојдат до третата титула во ова надпреварување. За Шкендија ова е прв пехар во Купот на Македонија. Скандалозно беше и свиркувањето на химната на Македонија од страна на навивачите на Шкендија на арената Филип II во Скопје, каде неколку пати во текот на второто полувреме надпреварот беше прекинат поради дивењето на навивачите на тетовската екипа, кои на теренот фрлаа пиротехнички материјали. Маријан Радевски беше задоволен од освојувањето на Купот на Македонија, што е негов прв трофеј во кариерата. Тој го постигна во дечкиот гол на финалниот надпревар. Најтрофениот фудбалски клуб во Македонија Вардар официјално ја пушти фудбалската академија. Оваа академија ќе биде место каде што ќе тренираат млади до 14 години и во моментов брои 1200 деца. Целта е да се создадат млади и надлежни фудбалски кадри, од кои еден дел ќе бидат од првата екипа на Вардар, националната селекција на Македонија, како и да се пласираат на европскиот пазар. Собственикот Сергеј Самсоненко упати голема благодарност до оние кои помогнале да се реализира овој проект. Во неделата беше поставен и камен темелникот на вториот дополнителен објект, кој ќе надополни како целина фудбалската академија. Овој проект е од големо значење за националните интереси на Македонија. Секој детенце кој е член на фудбалската академија Вардар е 100% потенцијал да стане македонски репрезентативец. Овде го завршуваме централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Не заборавајте дневник 3 на 30 на минути пред полнок, поточно по завршувањето на играниот филм на Канал Плюс телевизија. До тогаш пријатно.